констатирам дека комисијата е еден воздržан, констатирам дека комисијата го донесе доволникот од својата работа со 12 гласа за, еден воздržан и еден член на комисијата не гласал. Со ова е исцрпена првата точка од дневниот ред. Истовремено пред да затворам седницата да ви известам дека следната седница на анкетната комисија ја закажувам за четврток во 11 часот и 30 минути. Ве повикувам во меѓувреме да доставите како пратенички групи или члени на комисијата поединечно, да доставите предлог план за работа и да ги доставите првите листи од потrebата да можете да се искати за сослушување на анкетната комисија. Текот на денешната расправа, анкетната комисија заставала со сослушувањето, усвои својот деловник за работа. Во деловникот за работа во изминатиот период од една недела успеавме да ги надминеме сите несогласности, сите актуелни прашања. Она што ќе ви интересира како посебни решенија, ќе може да го видите во примероците деловникот што ќе бидат после поделени. Следната седница е закажана, како што веќе чухте, во четврток во 11 часот и 30 минути со цел да ја започнеме работата на анкетната комисија согласно нашите надлежности и нашите одборски кои што ги имаме зацртано во одлуката за основање. Како беше гласањето на председателот? Гласањето на председателот е решено со двојно гласање, значи ќе во случај да дојде до нерешено гласање на поделено гласање помеѓу членовите на комисијата, се закажува нова сесија на гласање со дополнителни консултации околу согласување и се става точката повторно на гласање доколку не се успее да се постигне согласност. Резултатите од второто гласање се резултати кои што ќе важат. Значи, да биде на дополнително согласување на ставови, доколку се согласат ставовите се носи одлуката со потребно мнозинство, генерално комисијата одлучува со потребно мнозинство, доколку не се донесе остане до таа форма. Очекувате ли да имате два гласа помалку од властите, од организација на власт за да дојде до вашиот глас да биде одлучки, кога се знае дека сте два члена помалку од властите? Она што го очекуваме и барем што е декларативно од сите досега дискутанти за кои што членови на комисијата со кои што се работувавме во изминатиот период е дека комисијата ќе се во периодот кој што следи до крајот на јануари ќе се сконцентрира кон утврдување на незините надлежности и доколку декларативните заложби на сите нас бидат преточени во содржински заложби, очекува успешна работа на анкетната комисија. Дали седниците ќе бидат јавно, дали ќе се емитуваат? Договорено е седниците на анкетната комисија да бидат директно пренесувани на собранискиот канал, освен во случаевите кога се закажани пленарни седници на Собранието на Република Македонија. Во тој случај приоритетот се дава на пленарните седници, а тие комисии кои се содржуваат тој ден, кога заедно со пленарната седница ќе бидат реемитувани на собранискиот канал. Бидејќи се дослеше со деловникот и се одолжи малку и на почетокот на работата конкретен на комисијата, ќе го продолжите ли рокот за крајниот извештај? Крајниот извештај треба да биде подготвен до крајот на јануари 2016 година и мислам дека доколку има конструктивен пристап во работата на комисијата и доколку се задржиме на утврдување на факти, разговор со релевантни институции и со лица кои што можат да бидат од помош со своите изјави пред самата комисија, дека можеме да стигнеме до извештај и заклучоци. Тоа не значи дека нема да има несогласување и спротивни мислења и соочување на различни аргументи и пристап на работите, но во секој случај тоа е дел демократската дебата во Македонското собрание. Дали ова значи дека е договорен интензитетот на работа на комисијата? Следната седница треба секоја политичка партија или секој независен член или член на анкетната комисија да даде предлог за планот за работа на самата комисија и планот за работа треба да биде заеднички согласен за да можеме да водиме со тој интензитет. Како и да е, како политичка партија ВМРО-ДПМН веќе има одредени размислувања, идеи што би требало да биде вклучено во тој план за работа на комисијата за да можеме да стигнеме до одредени заклучоци.
и препораки кои што понатаму би ги споделиле со колегите од Собранието и ВМРО-ДПМН исто така има своја замисла кои луѓе би требало да бидат повикани за да дадат своји изјави и со своите изјави да придонесат во работата и донесувањето на заклучоците на самата комисија. Она што е наш став е дека седниците на комисијата треба да бидат јавни. Во случај кога оние кои што се повикани да дадат изјави треба да бидат да соопштат или да споделат одредени информации кои што се класифицирани или содржат некакви податоци од доверлив карактер за безбедносна, економска или некоја друга важна национална ситуација за нашата држава, тога сметаме дека комисијата не би требало да биде политички театар, туку треба да биде комисија на која што дискретно ќе се разговара за важните состојби по однос на надлежноста на комисијата. Господин Милошевски, модифицирано решение... Јавна ли ќе биде? Да. Во четврток седмицата јавна ли ќе биде? Се разбира. Модифицирано решение во однос на еве во почетокот кога имаше разногласие воен глас да или не, тоа значи дека при повторното гласање ако бидат повторно гласовите исти, одлуката не важи? Точно така, да. Нема никој во комисијата нема да има право на 2 гласа, само ќе има право на дополнително усогласување доколку има нерешен број на гласови по одредена одлука и второто гласање доколку имаме повторно изедначен број на гласови се смета дека одлуката не е донесена. Дали може да ми Тоа значи дека сам се лимитирате работата на комисија. Извинете, Тоа значи дека сам се лимитирате работата на комисија. Ако нема одлука за второто гласање. Не, комисијата во секој случај кога има предлог за одредена одлука, комисијата може да донесе или да не ја донесе таа одлука. Ако има мнозинство на гласови, значи најмалку 9 од вкупно 16, тогаш одлуката е донесена. Ако го нема тоа мнозинство на гласови, се смета дека одлуката која и да е, по чиф и да е предлог, дека не е донесена. Теоретски може и Ние ќе гледаме да работиме со што е поширок можен консензус, за да можеме да стигнеме до добри препораки за да не се повтори во друг случај било кој да злоупотреби прислушкување како метод за нарушување на безбедносен политички или економски систем на стабилност во државата. Кои лица ги повикате први како сведоци, дали може да се Па ќе го кажеме тоа кога ќе дојде време, мислам дека за ден-два веќе ќе ги имаме сите политички партии доставено нашите предлози.